Театарски представи, концерти на поп, джез, класична и фолклорна музика, бели ноќи, ликовни колонии, книжевни и литературни конкурси, саеми на крушевската култура, храна и традиција, кинопроекции, фестивали од различен тип за афирмација на убавините на овој град и уште 60 на други настани го чекаат Крушево до крајот на годината. Крушево оваа година ќе биде епицентарот на културата во Македонија, а воедно се очекува и туристички бум и илјадници посетители од земја и странство кои што ќе ги посетуваат сите овие настани. Крушево ќе пулсира секој ден во ритмот на македонската култура, традиција и историја. Овој град има што да му покаже на светот во секој аспект. На Крушево му требаше една формална титула град на култура, бидејќи Крушево и онака самото по себе живописно, уникатно какво што е, и тоа како еден жив тестамент на културата, на историјата, на нашата историја, на идентитет. Оваа година славиме 120 години Илинденско востание и Крушево уште еднаш ќе биде во центар на внимание, како што заслужува всушност и да биде. Ова круна, ќе ја наречам, која што ја доби годинава градот Крушево, е само оддавање на признание на сите вредности кои што Крушево ги носи, културни, историски, идентитетски, јазични, развојни, и заслужува и тоа како да биде град на култура постојано, не само една година. Освен сите овие културни настани, богатата туристичка понуда ќе биде надополнета со голем број на спортски настани, светско првенство во змејарство и голем број на странски парагладинг првенства и аутдор фестивали. Она што ќе се случува културни, историски, ликовни, музички настапи, настани, уметници, значи безброј настани спортски, адреналински, тука вклучуваме настани, меѓународни првенства, тука и светското првенство за змејарство, кое секако не е дел од културата, меѓутоа ќе биде пропратено со содржина од културата. Тука е промотивно го промовираме ликот и делото на Тоше Проески, тука се промовира ликот и делото на Никола Мартиновски и 7 други, на Васил Илјовски, споменикот Македониум, каде што е четврт споменик во светот со специфична градба, музеот на Илинденско востание, Леарницата и сите други останати кои се исто потполно важни како и претходно кажаните. Токму во сите овие музеи се очекува двојно зголемување на посетителите и промоција на нашата култура и историја. Крушево е лулка на историјата на македонскиот народ. Нудиме 6 споменици, 6 музеи. Очекуваме голем број на посетители. Ние имаме посетители, но годинава покрај град на култура очекуваме да се зголеми драстично бројот на посетители кои ги посетат и спомениците и музеите во Крушево. Македониумот е познат, галеријата на Никола Мартиновски, Илинденско востание, нов музеот, галеријата на икони во црквата, Леарницата. И граѓаните сметаат дека Крушево заслужува да биде културна престолнина оваа година, но исто така и во иднина. Крушево го заслужува овој епитет и се радувам што сум крушевчанка и се гордеам со тоа што сум крушевчанка. Многу ми е мило што го доби овој, да речам, град на културата, 2023. Очекувате многу посетители? Очекуваме. Во последно време има и доста посетители во Крушево. Има што да видат, има што да видат. Би требало да го заслужат и најубав град е затоа. Крушево годинава слави 120 години од Илинденското востание, кога уште еднаш ќе биде во центарот на вниманието на целата држава, со голем број настани поврзани со овој значаен датум.